кое што заедно со нашите гледачи го чествуваме дочекувањето на радосната веста за Христовото воскресение. Во ова вклучување го имаме од црквата Света Петка во населбата Црниче. Владко, доколку се слушаме, повели. Да, Александар, како што напомена ти, ке повторам и јас, екипа на 1ТВ е во црквата Света Петка во Црниче, каде што ако при првото наше вклучување во дневникот рековме дека очекуваме се повеќе луѓе да дојдат овде во црквата, а ако земеме нели в предвид како е во Света Петка со годините наназад, да, може да се забележи дека пристигнуваат се повеќе и повеќе луѓе пред оној свечен чин на полнок. Оно што е убаво, оно што може да се види овде во дворот е дека има верници од најразлична возраст. Тука се и најмалите, како и постарите. Има една пријатна атмосфера, луѓето се дружат, нели, пред се. Екипата на 1ТВ останува овде, ќе го проследиме и оној свечен чин на полнок. Ќе разговараме со дел од верниците, кој што морам да признам дека во еден неформален разговор надвор од камерите и не се толку расположени да разговараат пред камера, но да, сите се насмеани, но упорни ќе бидеме затоа што целта е да се долови каков е празникот, а се верува дека Воскресението Христово е еден најголемиот празник. Чаловски, ти благодарам за ова вклучување во оваа отворена програма. А сега предлагам тука, доколку сме во можност да вклучиме дел од атмосферата во нашите храмови, на нашите гледачи да им пренесеме, односно да преку нашиот објектив, преку нашите камери, да им ја доловиме атмосферата во храмовите. А колегата Игор Стефановски повторно побара линковско вклучување, ќе поразговара со вице-премиерката Шекеринска. Повели Игор. Благодарам лепа што току ни пристигна вице-премиерката, министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Со неја ќе поразговараме малку од поинаков аспект, не вечерва за политика, туку стриктно за Великден. Господја Шекеринска, пред се нека се честит великденските празници. Добро ни дојдовте во отворената програма. За многу години, благодарам за поканата. Како вие го одбележувате Великден? Вечерва сте тука дојдени во црквата Свети Илија, но забележувам со вашите колеги. Да, денеска сме тука со колегите, градоначалникот на општина Аеродром, меѓутоа и другите колеги кои што живеат во општината, со цел да бидеме тука и да ги поминеме овие последни часови до 12 часот, кога и официјално почнува Великден, и заедно со многу наши граѓани од Скопје и од Аеродром. Дали господјата Шекеринска редовно Христовото воскресение го пречекува токму во црквата Свети Илија во Скопски Аеродром?
Тоа е маната на нашата работа. Немаме право на избор. И често пати и на Великден, и на Божик сме присутни во различни делови од државата. Денеска имам барем предност што сум во Скопје, не сум во други делови, но еве ова е прв пат да сум тука во црквата Свети Илија. Сакам да ве прашам, бидејќи ја споменавте и работата, обичај во семејствата во четврток наутро да се вапсаат првите 3 јајца. Дали имавте оваа година таа пракса? Оваа година за прв пат ќерка ми ме замени и таа заедно со незината баба ја заврши нашата обврска, така што нестрпливо очекува 12 часот за да може да покаже колку добро е завршило работата и со она што највеќе децата го сакаат, а тоа е да пробаат да победат во кршењето јајца. Има ли лутање кога еве ќе победи повозрастниот во домата, тоа не е детето? Како е во вашето семејство? Ќерка ми ја учевме од мала дека треба да се радува кога ќе победува, но не треба да се лути кога губи. Тоа е дел од животот и дека важните работи во Великден, во вакви некои традиции се сосема различни. Не е прашањето кој ќе победи, туку целта е да се биде заедно, да се ужива во тие заеднички моменти, да се ужива во заедничките позитивни мисли, во радоста. Ова е еден од најважните празници, најважен празник кој што покажува дека вербата, љубовта, убавите работи може да бидат посилни дури од смртта. И тие разговори се можеби поважни од сета ова, како да кажам, традиција и детали, тие се суштината на празникот. Политиката реков ќе оставиме настрана, токму прашањето ми е како Великден успевате да го прославите, односно да го празнувате овој еден од големите христијански верски празници со оглед на ангажманите кои ги имате? Искрено, при интервјуа можеме да бегаме од политиката, во секојдневниот живот тешко бегаме и тешко бегам, тоа е едноставно цена која за жал не ја плаќаме само ние, туку ја плаќаат често пати и нашите семејства и се трудиме за тоа да бидеме 2 пати, 5 пати поприсутни тогаш кога не мора да сме на пат. Меѓутоа овие празници и имавме време, земајќи предвид дека навистина се 4 дена, имавме време и да се посветиме, или јас барем да се посветам и на семејството и покрај кампањата која што секојдневно не носи на терен. Ќе оставиме кампањата настрана и за други моменти. Ќе ве прашам дали веќе за утре се е подготвено во вашиот дом во пресрет на Великден? Не е се подготвено, меѓутоа утре наутро исто така имаме некои заеднички обврски, но убедена сум дека убаво ќе го поминеме важниот ден заради тоа што ќе бидеме заедно. Која порака ќе испратите до православните верски христијани? Овие моменти помеѓу сабота и недела се во христијанството онаа тенка линија помеѓу болката, страдањето и надежта. Ако сабота е посветена токму на болката, на страдањето на луѓето, особено на Исусовата мајка, неделата е радост за сите верници кои што видоа дека и смртта може да биде победена. Така и во нашиот живот. Често пати тенка е линијата помеѓу болката и радоста, меѓутоа на овој Великден да се потсетиме на работите кои што не спојуваат, на вербата во убави и важни нешта, во добрината, во честноста и во тоа име да најдеме повеќе заеднички точки, а помалку точки на кои се делиме. Затоа можеби добро беше што Великден се погоди помеѓу двата изборни круга да не потсети дека и на државата, и себе си, и на граѓаните им должиме убави нешта. И дека за таа убавина потребно и многу повеќе слога и многу повеќе доблест. Ви благодарам, ќе ми дозволите да го прашам градоначалникот на аеродром Златко Марин, бидејќи сепак вие сте и таткото на општината каде што се многеме во овие моменти. Аеродром има најмногу цркви како што е познато низ Скопје. Како вие го празнувате Великден и што за вашето семејство? Традиционално во Свети Илија, откако изградена црквата, го празнуваме со моето семејство овде, а во недела од Сабајле во Свети Петар и Павле во Горнолисич. Традиционално со фамилијата, освен тоа ручек, со најблиските.
Така ви благодарам и на градоначалникот Марин и на министерката и вице-премиерката Радмила Шекеринска што ни одвоивте време. Се надевам дека Великден ќе го искористиме празнично и секако со семејството. Уште еднаш ви благодарам и на двајцата, а тоа беше вице-премиерката и министерката за одбрана Радмила Шекеринска и секако таткото, односно градоначалникот на аеродром во Златко Марин во црквата Свети Илија овдека во Скопски аеродром. Веќе и верниците го наполнија црковниот храм. Јас од тука би се одјавил, секако студио Александар и Лепа, доколку имате прашања повелете. Игор, ти благодариме за сега за ова вклучување. Следното твое